Битката на ветување и програми почна, но што нудат ВМРО ДПМН, а што СДСМ во поглед на младите и образованието? Реконструкција на училишта, стипендии, вработување на најдобрите студенти, задржување на младите во Македонија. Ова се дел од целите кои се ги поставиле партиите во програмите, преку кои ќе бараат глас од граѓаните. Според социологот Илија Ацевски, она што го нуди ВМРО ДПМН во поглед на образованието е разработено и опширно, за разлика од СДСМ. Тој напоменува дека ова е негов став за програмите, не наклонувајќи се политички кон ниеден политички субјект. Веле дека доколку барем 50% од оно што го ветува коалицијата на обнова за Македонија, за младите и образованието се исполни, системот ќе направи голем чекор напред. Од ВМРО е повеќе поразработена, така да речем, понадежна програма од она што е на СДСМ. Имам пред себе да речем програмата на ВМРО, ако сето ова се реализира, тоа би било многу добро. А доколку се реализира барем, ајде да речем, половина од тоа што е ветено. Ацевски изминатиот период е жесток критичар на системот на образование во Македонија. Вели дека владата не ги прифатила неговите забелешки и не направила ништо за да се подобри ситуацијата во овој сектор. Ништо немаме ни една, не можам да препознам ни една единствена активност која вршам, нешто тесто, не, така? Кое што можеме да препознаеме кое е во насока на подобрување на квалитетот. Како и речи се секој избори, програмите кои ги прават партиите се фокусирани на економијата. Дел од бизнисмените, коментирајќи за економскиот дел од програмите на партиите, сметаат дека ветувањето за повисоки плати и пензии тешко ќе се остварат, но сепак уверуваат дека проекциите на опозицијската ВМРО ДПМН се пореални во однос на оние на СДСМ. Бизнисменот Горан Рафаеловски смета дека проекциите на ВМРО ДПМН за рецесија од -5% годинава се засновани на реална основа. Рафаеловски вели дека растот не може да обезбеди доволно пари во буџетот за да се реализираат сите замислени мерки на партијата на власт. Едноставно не можело да се поделат пари кога ги нема.